Шокот од резултатите на локалните избори уште трае во СДСМ. Тоа се гледа и од самите постапки во партијата, а и од изјавите на нивниот лидер Венко Филипче, дека се на добар пат. Па иако многумина бараат оставки од партиското раководство, баш таа партиска врхушка избра да тренира строгост на и така малиот број советници по општините што ги освоија. Колкав е шокот, а и демократскиот капацитет на СДСМ, говори и вчерашната најава дека ќе го исклучат од партијата Радослав Трошановски, советник во општина Карпош, кој гласал за изборот на Христо Саракинов од ВМРО ДБМН за председател на Советот. Советникот сигурно сакал општината да профункционира, ама во друг филм е раководството на СДСМ и најверојатно сака вака да го дисциплинира своето членство по катастрофалниот пораз. Среќа немаат многу советници, па не мора многу да трошат енергија да ги контролираат и да им наредуваат како да гласаат. На Скопје му фали зеленило, особено дрвја. Нужно е да се сади што е можно повеќе. Во тој правец вчера беа засадени 100 листопадни зимзелени дрвја во големиот парк во Радишани. Пред некој ден во непосредна близина на паркот на Шахот во општина Кисела Вода беа засадени 20 нови дрвца. Но дали на тоа треба да заврши во овие две општини? А и низ останатиот дел од градот има многу слободни површини за садење на дрвја. На Скопје и околината му треба пообемна акција за зазеленување. Времето за тоа е сега, а нека се прават и планови за во пролет. Градоначалниците треба да се фатат за лопатите и тоа не со садење на символични бројки на садници, туку со 4 цифрени, па и повеќе засадени дрвја. Мора да се прават мини паркчиња до многуте згради. Мора да се пополнуваат бројните испразнети места за садници, оти некои се исушиле. Мора да се погледне дека водно уште има места каде може да се пошумува. Едноставно помалку фотографирања како се сади, а повеќе акции за садење е она што сака да го видат скопјани. Полагањето матура и возачки испит се едни од главните воведувања на младите во светот на возрастните. Но ова второто за некој почна се повеќе да станува далечно. Многу е скапо, особено сега откако се обзнани дека автошколите ја зголемија цената на обуките за дури 35%, односно за 8.500 денари. Оправдано ли е волку големото покачување на цената? Претерале, направиле полагањето да чини цело богатство. Овие како да сакаат да возат само богатите. Ова се дел од реакциите на младите испишани на социјалните мрежи. Според новите цени, обуката за возач од Б категорија е зголемена на 33.000 денари, а потребни се и други трошоци околу полагањето. Собствениците на автошколите објаснуваат дека им се зголемиле трошоците и дека по долго време на одложување сега морале да ја покачат цената. Треба ли да се субвенционира дел од обуката, а треба ли и да се провери оправданоста на покачувањето на цените? Се прашања за надлежните државни и локални власти. Инаку за подсетување, МВР често пишува казни за возачи кои не полагале возачки испити. Мерката за целосно ослободување од комуналии за сите млади до 35 години што го градат, го доградуваат или го надградуваат својот прв дом, воведува општина Аеродром. Со оваа мерка што се однесува за делот од комуналиите во надлежност на Аеродром, младите добиваат значително финансиско олеснување и силна поддршка при нивниот животен чекор кон обезбедување сопствен дом, соопштија од општината. Мерката беше донесена на првата седница на новиот состав на Советот. Од страна на надлежен градежен инспектор, денеска во Визбегово беше затворено нелегално градилиште. Денеска започнавме постапка за отстранување на дива градба во Визбегово. Моментално од страна на градежната инспекција објектот е затворен. Покрај постапката за отстранување на овој објект ќе следи и соодветна пријава за дивоградба и узурпација на државно земјиште. Никој не смее да биде над законите, порача градоначалникот на Бутел Дарко Костовски. Јавното комунално предпријатие Газибаба 2007 доби нов директор. Градоначалникот Бобан Стевковски на таа функција го назначи Дени Милевски, при што порача дека комуналната хигиена е основа за здраво, уредно и функционално општество, а чистите улици и уредените јавни површини се предуслов за квалитетно живеење. Директорот Милевски изјави дека јавното комунално предпријатие Газибаба мора да остане вистински сервис што ќе нуди услуги какви што заслужува нашиот народ.
Клиниката за детски болести во Скопје денеска прими донација 5 значајни медицински апарати со вкупна вредност од околу 2,7 милиони денари. Донацијата е од фондацијата ИЦ Бегов на Антонио Пандовски и на сите донатори кои ја поддржале хуманитарната акција за нашите мали херои. Оваа иницијатива е еден голем хуман гест, од причина што оваа медицинска опрема директно ќе влијае на унапредувањето на квалитетот на здравствената грижа, диагностиката и третманот на околу 70.000 деца, кои годишно се третираат на клиниката за детски болести. Благодарности до Антонио, чиј подвиг од 600 километри трчање до манастирот Острог беше пример за храброст и човечност, подвлече директорот Реджеп Мемеди. Скопје поднесе обвинение против 23-годишникот Волково, бидејќи извршувал други полови дејствија врз 5-годишно девојче. Во временскиот период од мај до јули годинава, обвинетиот во својот дом принудувал 5-годишно девојче на полови дејствија и се заканувал дека не смее да му кажува за тоа на нејзиниот татко, информираат од обвинителството. Заедно со обвинението, надлежниот јавен обвинител до судот поднесе и предлог за продолжување на претходно определената мерка притвор за обвинетиот. Две лица се повредени во сообраќајна несреќа што се случи утрово во Горно Лисиче во близина на железничкиот премин на патот кој води кон Пинтија. Според снимките објавени на социјалните мрежи, може да се види превртен автомобил кој претходно се судрил со камион. Според првичните информации, на лице место веднаш дошла брза помош која констатирала полесни повреди кај две лица.